Што е животот без насмевка? Што е денот без сонце и убавина? Што е човек без пријатели? Не барајќи одговор на зборовите, велам: ведрината е убавината, насмевката е силината, а љубовта смисла на живењето. А зборовите и така се од повеќе, кога место нив говорат очите, а преку нив се разлева говорот на душата. Една таква, ведра и позитивна случка ви пренесуваме утрово. Роденденска, срдечно, полна со емоции. Роденденско изненадување на херојот Ведран, момчето кое успеа да се спаси и ги преживеа страутните поплави во Скопскиот регион лани. Ведран кој сите го познаваат и би рекла сакаат и блиските, и другарчињата, и наставниците, и поздајниците, и ние. Роденденот е посебен ден за секого, а единствен и неповторлив беше овој, 11-ти роден ден на Ведран Велиновски. Роденденско изненадување и дружење му приредија неговите соученици, начело со одделенскиот наставник Дане, а во корелација со тетката Станче, неговите другарчиња од основното општинско училиште Мирче Ацев Скопје, неговата братучетка, роднините, пријателите. Ги имаше многу. Сите координирано го организираа најпрвен дружењето во манастирот Свети Јоаким Осоговски, пошто продолжија со забава во воденица, која им ги приушти сите задоволства на разиграните дечиња. За да се продолжи започнатото дружење, а се да биде безпрекорно организирано, допринесоа сите помалку. Иницијативата е почетналка, почнувајќи секако и од наставникот Дане. Сите сме организатори. Една идеја, малечка идеја, направи да се спојат две училишта, да се спојат две општини, да се спојат деца од различна возраст, дури и деца од различна националност имаме, бидејќи во школата во која што учи мојата керкичка, има од различна националност, така да се на се, сите денеска се едно. Иницијативата започна од одделението на мојата керка. Низините наставнички видоа дека таа го преживува многу тешко губитокот на низината тетка и на низиниот братучет. И дојдоа на идеја, некако да им помогнат и на нејзе, да го запознаат кој е тој Ведран, како успеал да се спаси. Го поканивме да дојде на гости кај нас, се дружевме во Скопје. Во Скопје имаше прекрасна организација, многу убави моменти и идејата ми беше како сега па ние да продолжи така. И да, навистина, изненадувањето беше добро спакувано, а кога Ведран пристигна, го пречека атмосфера која ниту ја сонувал, а ќе ја памети долго. Започна отворањето на пакетот изненадувања. Скоцкани, радосни, полни со љубов и емоција подароци. Да. Имаш многу подароци и што ќе ти биде најомилено? Не можеш? Се. Се изненадили многу? Да. Очекуваше ли да бидат сите овде? Да. Очекуваше? Предпоставуваше? Да.
Како ќе го прославите роденденот? Што е следно? Ќе се игра, ќе се пее? Да, Ќе се спортували после? може би. И не беше само Ведранче пресреќен, иако доби многу нешта одбрани со внимание. Подеднакво возбудени и еуфорични беа и присутните, и тетката Станче, и Да другарчиња. кажам дека Ведран не знаеше што ќе се случува и Ведран не знае што ќе се случува од сега понатака. Значи ќе мора да бидете присутни за да знаете што ќе биде. Така што му предходеше на ова дружење овде? Прошетавме до манастирот, отец Александар ни објасни за манастирот, се прошетавме, го разгледавме манастирот. Кој се е присутен овде? Значи овдека се присутни учениците од второ Б оделение и дел од учениците од четврто В со наставничките Татјана Аврамовска-Рафајловска, Маријана Аврамовска-Маневска и наставничката Мартина Матеска, заедно со директорот требаше да биде исто така присутен, но од оправдани причини не е, затоа што тој ни е еден голем поддржувач, значи нашите две оделенија мислам дека треба да бидат пример за сите оделенија во државава, како треба да се однесуваат и да се дружат. Така. Што му донесовте на Ведранче? На Ведран му донесовме различни подароци. Така, возбудени ли сте, среќни ли сте што сте овде на роденденот? Да, многу сме возбудени. Јас сум од другарја. Така, убаво ли е тука во Криобалата во манастирот? Многу е убава. Многу ли си поминувате на роденденот? Да, Така, ќе дојдете ли повторно? да, Ќе организирате ли некоја забава пак во Скопје? да. Тебе ти е другар Ведранче? Да. Што му подари ти идеја за неговиот роденден? Книга Книга, обична книга. Обична, ама необична бидејќи е подарок. Да. По ова следуваше вистинска забава, дружење, игри и песна. Радоста немаше крај. Првата игра се вика кој прв ќе стигне до целта. И Оние најзаслужните за сето дружење од почнато лани, негувано, дружење и пријателства кои продолжуваат и ќе траат до недоглед, добија и благодарници за спомен на средбата. Бидејќи убавите нешта брзо минуваат со желба да бидат бескрајни, а не е возможно, роденденот, 11-ти поред на Херодот Ведран, неповторлив, уникатен, единствен и весел, беше заокружен со смеа, со торта, со желба за убавини и радости вакви бесконечно многу. А мисијата, според тетка Станче, исполнета. многу, значи срцето ми плаче, мислам дека и на сите други им плаче, ама душата ми се радува за тоа што знам дека Ведран ова нема да го заборави и знам дека кога ќе се навраќа на ова,
нема да прави грешки, ке знае колку луѓето вложувале во него и ке умее да го цени тоа и тој да вложува во другите на кого им е потребна помош и внимание. Ви благодарам многу на одвоеното време, на вниманието со кое што го следите растот и развојот на Ведран, меѓу другото, значи, и вие како новинарка и вашето семејство несебично ни помага. Се надевам дека друга помош освен дружење дека никогаш нема да ни биде потребна. Ви благодарам многу. И К3 телевизија му го честита роденденот на Ведран, херојот кој светот го знае. Посакуваме животот постојано среќни мигови да му ткае, да го гали и радува, да го чува и среќи и добрини да му дарува. На ликот негов сал насмевка да царува.